кај пациентите со мозочен удар нема чекање, се губат илјадници неврони во секоја минута, така што мислам дека оваа дијагноза ќе биде брзата дијагноза е од круцијално значење, така што мотото најверојатно ќе биде буки и оваа платформа навистина може да спаси живот. Кога си ја скршив раката, посакав да диктирам за да го заменам куцањето, не можев да куцам. Меѓутоа немаше таква алатка на македонски. На англиски ја имаше, на српски ја имаше, на македонски не постоеше. И тоа е 2019 година. Си реков, добро, има време, ќе дојде. 2023 се случи немил настан, почина татков Александар Стихов, новинар инаку, спортски, и сакав да ги транскрибирам неговите преноси и коментари. И видов дека таа алатка се уште не постои. И реков, ако никој не ја направил од 2019 до 2023, може би тоа треба ние да го направиме. Мојата улога овде е, бидејќи јас се занимавам во областа на вештачката интелигенција и препознавање на говор, така да јас работев на развивање на овие модели, односно тренирање на нив. Македонија како мала држава со мал број на говорници има недостаток на податоци, бидејќи овие модели кои што се тренираат со помош на вештачката интелигенција бараат огромен број на транскрибирани часови на аудио материјали, тие може да бидат стотици часови до илјадници часови за англиски јазик пример. Така да во Македонија ние немаме толку податоци, така да најголем проблем беше да се соберат тие податоци и да се обработат. Значи, нашето секојдневие е да ги детектираме абнормалностите на тие скенирања и сето тоа во дескриптивна форма да го ставиме на хартија. И се случува во одделот во градската општа болница 8 септември да имаме дури по 200 скенирања во текот на денот. Ние сме 14 радиолози, а имаме 2 радиографи, верувате, тоа е понекогаш прекално тешко да го направиме, така што оваа платформа навистина ќе го скрати времето на интерпретација на резултатите и мислам дека ќе добиеме една нова форма да се представи и тоа би генерално би одело доста побрзо за разлика од секојдневното куцање на тастатурите. Ние не измислуваме тука тркало. Значи, овие технологии постојат за многу јазици, меѓутоа, Дејан Порјазовски знаеше да го направи тоа за мал јазик како македонскиот. Дејан е истражувач во Финска, се поврза со наши истражувачи, Ордан Чукалиев во Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања, Илина Јакимовска во Институтот за етнологија и антропологија и најважното беше да се добијат податоци. Кога ние ги добивме податоците од институтот, дијалектни снимки, транскрибирани, беше само проблем да се истренира модел и да се избере оптимален начин да се транскрибира јазик. Буки во моментов е достапен, секој може да го тестира. Меѓутоа е далеку од продукт кој што може лесно да се користи веднаш сега да го транскрибираме овој говор. Меѓутоа, ние како фондација Кантарот се обидуваме да ги развиеме технологијата. А потоа, други луѓе што ќе ја препознаат апликацијата, интересот, да успеат да го направат тоа да биде прилагодено на нивните потреби. Значи, јас се надевам дека некој ќе се нафати да направи радиобуки за радиолозите. Може би буки за судовите, буки за архивите. Меѓутоа, тука е повеќе работа на дали ќе се препознае интересот и дали некој друг ќе го земе буки, кој што е бесплатен, и од тоа ќе направи нешто што ќе биде корисно. Ние сме сепак мала фондација што го прави ова бесплатно за државата да може да има корист.